Утрински стихови од Библијата. 2 август. Помири се со твојот брат. И така, ако принесуваш свој дар на олтарот и си спомниш таму дека брат ти има нешто против тебе, остави го таму својот дар пред олтарот и оди, првин помири се со брата си, па тогаш дојди и принеси го својот дар. Матеј 5, 23 и 24. Постојат исповедања кои Господ не повикува да ги практикуваме еден кон друг. Ако си му сгрешил на својот брат со збор или дело, мораш најнапред да се помириш со него, пред твојата служба на Бога да биде прифатлива за небото. Признај ги своите грешки на оние што си ги повредил и исправи ги штетите, носејќи плод достоен за покаяние. Ако некој чувствува горчина, гнев или омраза кон братот, нека оди лично кај него, нека го признае својот грев и нека побара простување. Од Исусовиот начин на постапување со грешниците можеме да научиме многу корисни лекции кои се подеднакво применливи и во ова дело на признавање. Тој не повикува да појдеме кај оној кој му подлегнал на некое искушение и да разговараме со него насамо. Ако не можеме да му помогнеме поради темнината која го опфатила неговиот ум и поради неговото одвојување од Бога, треба повторно да се обидеме со уште други 2 или 3 верници. Ако ни тогаш не може да се поправи грешката, тогаш и само тогаш треба проблемот да се изнесе пред црквата. Многу е подобро ако грешките можат да се поправат, нанесените повреди да се исцелат, без да се изнесуваат пред целата црква. Но, прашањето за тоа како и пред кого гревовите треба да се признаат е прашање кое бара внимателно проучување, проследено со многу молитви. Предметот треба да се разгледа од сите аспекти, одмерувајќи го добро пред Бога и барајќи божествено просветлување. Постои сила и постојаност во се што Бог прави, без оглед дали тој работи преку луѓе или користи други инструменти. Срцата кои се под влијание на Духот Божи ќе бидат во сладка хармонија со неговата волја.